Во Бугарија се објавени документи за новинарите кои соработувале со злогласната комунистичка тајна служба. Многумина од нив и денес се на клучни позиции. Александар Андреев е автор на следниот прилог. Тошо Тошев, главниот и одговорен уредник на популарниот весник Труд, во собственост на германскиот издавач ВАЦ, со години за комунистичката тајна служба држал стан во кој биле изведувани конспиративни активности. И Валери Најденов, поранешен главен и одговорен уредник на вториот весник во собственост на ВАЦ, 24 часа, патувал во странство како информатор на тајната служба. Тоа се само две имиња од долгата листа новинари од печатените медиуми кои пред падот на комунизмот во Бугарија во 1989 година соработувале со злогласната тајна служба. Во неа се споменуваат и многу високи функционери во Бугарското здружение на новинари, познати коментатори и колумнисти. Таа соработка на медиумските работници со тајните служби е крајно проблематична, смета Методи Андреев, кој со години раководеше со Бугарската комисија за обработка на таа документација. Тези хора винаги се били служители на интереси. Тие луѓе секогаш работеле за своите собствени интереси. Често пати се вели дека само ги бранеле националните интереси, но тоа е глупост. Тие се грижат само за себе. Непознатиот бугарски експерт за медиуми, професорот Георги Лозанов, пак вели: Има два във времето големи грях. Единият, разбира се, тие сгрешија два пати. Прв пат кога се согласија да соработуваат со тој систем, а втор пат денес, кога не искажуваат никакво кање. Законот за пристап до документацијата на комунистичката тајна служба, донесен во 2006 година, утврдува постепено отворање на архивите од периодот меѓу 1944 и 1991 година, и тоа на онаа документација што се однесува на личностите од јавниот живот. Најпрво наред дојдоа членовите на владата и на парламентот, а потоа и новинарите. При тоа утврдено е дека од новинарите, кои во тоа време биле на клучни позиции, само 5 до 10% биле на списокот на соработници на тајната служба. Но она што загрижува е фактот дека токму тие денеска доминираат со приватните медиуми. Всушност, многумина се прашуваат дали може би тие по падот на комунизмот не ги основале тие комерцијални медиуми токму по налог на својот бивш работодавец или барем со пари што потекнуваат од касата на комунистичкиот режим. И професорот Георги Лозанов ја смета ваквата ситуација за проблематична. Работата е в това, и което беше една од основните причини толку да настојаме за това. Станува збор за тоа дека службата за државна безбедност во посткомунизмот живее втор живот. Тајната служба како организација денес веќе не постои, но нејзините представници седат на клучни позиции. И актуелниот бугарски претседател Георги Парванов бил соработник на комунистичката тајна служба, исто како и стотици парламентарци и десетици министри од владите по падот на комунизмот. Дури и во актуелната влада седат двајца министри со неславно минато. Тоа не е забрането со закон, бидејќи објавувањето на документацијата на тајната служба не е поврзано со казнување. Како оправдание се наведува тоа дека станува збор за други времиња и од тие луѓе тогаш работеле во служба на националната безбедност и за државниот интерес. Методи Андреев единствена можност гледа во тоа граѓаните самите да ги казнат поранешните шпиони со бојкот на нивните медиуми. Меѓутоа тој не верува дека тоа ќе се случи. Просто българинот няма как да наложи. Бугаринот не е способен да спроведе лична лустрација, не е ни способен ниту има волја да ги почитува законите. Затоа тие луѓе во Бугарија се многу јаки, се вбројуваат во елитата и имаат голем медиумски и финансиски потенцијал.